Дали ние, пак се вратам на оние наши недоречености, на се она што ни се случува во амбиентот, оставаме простор за еден таков пристап кон нас? Да речеме, ја разлистував книгава Политички затвореници. Во едната ви има, во другата ви нема. Не си го знаеме доволно минатиот пат на поетскиот митинг. Не си го знаеме доволно творештвото, што се имаме, од кои години е запишано како е. Не го ползуваме она што го имаме. И оставаме премногу широк простор за да можат и Европа, и нашите јужни соседи, кој било во окружувањето да ја поместува таа црвена линија докаде смее, докаде не смее. Видите, морам да кажам нешто лично, али не тоа лично, една конотација друга. Нашата епопеја од 45-та година, илјадници луѓе се бореа за самостојна Македонија против Југословенска федерација. Денеска, ниеден историчар не го обработува материјалот од 45-та година до 90-та година, кога ја направивме самостојна Република Македонија. Ви се молам, тамо јас уште треба да молам и пишував и молба имав до Страсбур, да докажам дека јас сум суден од еден друг закон, од една друга држава. Значи, ние меѓу себе дома не сме си ги завршиле работите историски. Денеска се слави ВМРО. Реков, јас сум, моje мислење, сигурно и мнозина го делат, дека целиот македонски народ е ВМРО-вски народ. Се разбира кој е со дефинирана македонска мисла. Бевте ли на прославата? Па како ќе кој ме вика? Па јас сум персона нон грата, ви се молам. Па книги напишувам ја, македонски, овдека е од скромната пензија, ја ги печатам, а они печатат овдека памфлети, каде Ефтим Гашев не бил суден за Македонија. Па проблемот е кај нас, ние синдромот на самоуништување, тој не јаде како црв, а тоа иде во прилог, иде на сите други наши комшии. Ние ќе се изедеме како панкреас, али ќе ни нема спас над никој. Никој не може од ова национално наше премежје, никој не може да искочи победник. Се изедуваме. И сега, се завршува со АСНОМ. Па секој чест на АСНОМ има и позитивни елементи. Али најважната работа АСНОМ не донесе ни решение дека АСНОМ прогласува Македонија како федерална единка. Ви се молам. Па се знаеше тука, Тито партија, тоа беше све. И сега тие, па не било така, па ние сме, ако не бевме ние од АСНОМ, ќе немаше самостојна Македонија. Па АСНОМска удба нас не убиваше. Значи тогаш ние, и затоа тој нашиот дел не се опишува никаде. Сака некој историјата да почне од некој друг. Не сакам да кажам дека треба, јас сум континуитет во таа македонска историја. Ние 45-та година во првиот процес, не така обични луѓе, граѓани, водевме дискусија дека ние не ја сакаме Југославија, сакаме своја држава. Не затворива, стрелава 2 човека. И за тоа никој ништо не да каже. Се стави ВМРО сега револуционерна борба на македонскиот народ. Ние треба да бидеме искрени, ако треба тако еден празник да окрсиме име, празник на ВМРО, празник на македонскиот, на целиот македонски народ. А не сега имаме партија ВМРО, имаме празник државен ВМРО. Одговор дека го дадат други. Каде е црвената линија, каде смее, каде не смее? Националниот идентитет е императив. И за него не треба да се спомне да се дискутира. Па макар и пропаднале. Каква ќе биде таа Македонија ако јас, може за себе, може сум ја фанатик, може друг ќе каже ќе бидам што сака само да преживеам. Треба човек да има освен човешко достоинство и да е белек дека е човек, треба да има национално достоинство. Па се умирало, ако беше да бидам југословен, немаше да бидам. Од мене се бараше на судењето да признам дека се кајам, дека сум заблуден, дека го сакам Тито и ја ќе си бев денеска можеби некој академик. Нема коментар, нема цена за тоа. Нема цена. Па тоа го докажава гимиджиите. Па тоа го докаже Илинденското востание. Дигнавме ние востание, што се вика Голораки, дигнавме ние против една империја. Свесни дека ќе умрат сите.
Па Христос Зунов не изврши самоубийство за целата своја чета. Не заговарам ништо на това. Али мораме ние на Европа се уште да вршиме, не присупа да кажеме, па ова е нонсенс. Нонсенс од некого да барате, замислете сега некој да врши присуд на вас, да ви каже, нема да се викаш Драган. Па, што се бара, каков компромис да направиш? Каков компромис? Нема компромис за тој дел. Али сега, бидејќи тоа е императив, да не кажам змијата или магарата, нема излез. Ние надвор Европа не можеме, немаме капацитет. Ние не сме 100 милионски народ. Ние немаме капацитет да издржиме, поготово Европа ке ни се наљути, па ние како балонче од сапуница ќе исчезнеме. Не треба да биде целото тоа. Али не по секоја цена. Треба дипломатијата, треба може би дипломатијата треба поинтензивно. Имаме ние 120 држави кои не признале. Може требаше меѓу време да продолжиме со тоа. Па да види и Грција, да видат и целиот свет, па дека од 200 држави, 180 држави светот, нас 150 држави не признават како. А сега вие барате тука 27 држави од Европа да ни усмените името. Па нас не призна Америка, нас не призна Русија, па нас не признава Индија, па Канада, па Кина. Па што сега ние овдека не признава некоја тамо на географска карта некоја држава. Нема назад. Ова сега што викат или утре или ќе пропаднете. Не можеме така да не можеме да не сме равноправни од диалог. Ако се мала земја. Елементарно да можеме да кажеме што е. Грција вика, ние ќе ве уништиме со нашето вето. Па како ќе ни уништат, зашто не уништат? Па ви имате тамо македонски народ. Признали или не признале? Тие луѓе се чувстват македонци, зборот македонски. Тоа што ја пишувам, тоа никој не го интересира. Ништо. Јас сам од мојата скромна пензија ги печатам книгите. Ова сме печатал дека. Ова не е моја книга. Ова е Ефтим Гашев напишал. Ова е книга Библија. Овде има напишано не мојата епопеја. Мојата епопеја е и твоја епопеја, и неговата. Ова е наше. Ние треба да знаеме што се случувало. Јас се борам да се отвори таа табу тема од 45-та навака, да разбере генерацијата дека не било 44-та година и 91-та година. Тој измеѓу, тој е платен крво. Тоа треба да се знае и што викам и сум рекол, да се знае, да се памети, да даде Господ никош да не се повтори.